Расте револтот кај културните работници. Повторно молат за повисоки плати и си го бараат она што законски им следува, согласно колективните договори. Синдикалците од култура се жалат дека се под притисок од страна на министерката Бисера Костадиновска, со тоа што на сила им се даваат изготвени поединечни решенија со кои им се регулира правото на покачување на плата спротивно на нивната волја. Вработените бараат 10% повисока плата не само во следните 6 месеци, како што им се ветува, туку тоа да продолжи откако ќе се покачи минималната плата во Македонија од март 2024. Културата е дел од јавниот сектор и одредбите од општиот колективен договор важат подеднакво, како за сите останати дејности во јавниот сектор. Временото ограничување на правото од 10% покачување до февруари 2024 година ќе ја издвои културата од другите дејности, како посебна дејност на која овие 10% според Министерството за финансии и се многу и на онака нивните енорни плати. До сега, откако е потпишан колективниот договор за култура, ниту едно покачување на платата на вработените не поминало без одредени турбуленции и удари по вработените во културата. Од СОНК се децидни дека членството нема да се откаже од барањата и апелираат вработените да не ставаат подпис на никакви решенија кои ќе им бидат доставени. И сега се прави обид преку директорите, преку издавање на нови решенија, преку притисок врз вработените да се подпишат тие решенија, кои што содржината на тие решенија е соодветно на оној анекс колективен договор кој што беше отфрлен. На тој начин навистина се врши жесток притисок врз нашето членство, што воопшто не води кон принципите на добар социјален диалог кој што сме го имале. Апелираме на нашето членство да не подпишува никакви решенија кои што се спротивни на интересите и би апелирал се додека заеднички не се договориме со Министерството за култура како да се надмине овој проблем, мислам дека нема да биде добро. Од Министерството за култура уверуваат дека вработените нема да бидат изиграни. Ги уверуваме синдикатите и вработените во културата дека не постои причина за недоверба за, како што велат тие, злоупотреба на заклучокот на влада за доследна примена на општиот колективен договор, пробувајќи преку наводно постапување по истиот да ја ограничи основната бруто плата на вработените во култура и да не дозволи раст предвиден со колективните договори. Инаку, синдикалците од култура се заканија со радикални чекори, доколку не се најде заеднички договор со Министерството за култура.